Ова е Марко. Тој неодамна се вработи како јавен службеник. Се ожени и очекува близнаци. Среќен е и се надева на добра иднина. После 2 години на истото работно место и промените во приватниот живот, платата веќе не му беше доволна, па започна да тоне во долгови. Одеднаш тој доби една идеја. Како одговорен за давање дозволи, одлучи да бара пари од клиентите за побрзо завршување на услугата. Марко купи нова кола, одеше почесто на патување со семејството. Животот му стана полесен. Бидејќи знаеше дека тоа што го прави е недозволено, реши парите да ги инвестира во имот во други држави. Но околината не остана нема на промените. Животниот стил му беше повисок од приходите кои ги имаше, па стана сомнителен. Некој го пријави и Марко се најде под истрага. Иако беше паметен и неговото богатство беше надвор од земјата, сепак и полицијата имаше начини за проверка. Тие ги искористија меѓународните договори и домашното законодавство и открија што правел Марко изминатите години. Тоа беа лоши вести за Марко. Полицијата го замрзна неговиот имот и банкарски сметки. Кога заврши истрагата, тие имаат доволно докази за да го изведат Марко пред суд. Тој беше обвинет за повеќе дела поврзани со корупција. Не само што ја изгуби работата, туку целиот имот му беше конфискуван и тој заврши во затвор. На полицијата од голема помош и беше Конвенцијата на Обединетите нации против корупција, најопширниот и најуниверзалниот документ поврзан со корупцијата. Нашата земја и уште 185 земји ја ратификуваа, а со неа се олеснува меѓународната соработка и се поддржуваат антикорупцијските напори на национално ниво. УНКАК и нејзиниот механизам за ревизија се моќни алатки што му се достапни на граѓанското општество. Тие обезбедуваат основа за граѓаните и организациите да ги држат владите одговорни за нивните антикорупцијски заложби